Пред да поднесе оставка од функцијата председател на Советот на општина Штип, Јане Миланов ги свика двете денешни седници со подолг дневен ред. На 36-та седница присутните 21 советник донесоа решенија за престанок на мандатот на досегашните советници и идни пратеници доктор Сашо Николов од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата и Иван Јорданов од редовите на ВМРО ДПМН. Нивните советнички места со денешната одлука на Штипскиот совет ќе бидат пополнети со нови советници Мемет Ѓулбаши од Демократската партија на турците и Георги Димов од Демократскиот сојуз на власите. На 36-та седница на Штипскиот совет денес беа усвоени годишните планови за вработување во јавните претпријатија ИСАР, Стипион, во Домот на младите, како и новиот план за вработување за идната година во општината Штип. По усвоената оставка на досегашниот председател на Совет Јане Миланов, кој е предложен кандидат за ВД градоначалник на денешната 37-на седница, неговото место ќе го завземе Маријана Рогожарска-Поповска. Инаку, на денешните две седници на Советот на општината Штип, наместо сите 23 членови присуствуваат 21 советник. На двете денешни седници беше невозможно да се изгласат ВД градоначалник на општината, од причина што постапката не може да се верифицира, се до момент на конституирање на новата влада на Република Северна Македонија. До тогаш татко на градот и понатаму ќе остане Благој Бочварски, предложениот нов министер за транспорт и врски.